Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак и вечерва ваш домаќин во Правда и неправда. Предпоставувам веќе ја чувте веста на вечерва, што беше објавена во централните вести, дека доцна попладне е приведен во притвор заради опасност од бегство поранешниот директор на јавната безбедност Митко Чавков. Ние продолжуваме со нашата емисија. Кога размислував како да го наречам вечерашново издание, насловот некако самиот се наметна и тој гласи колку е тежок патот до правдата. Во изминатава година, откако се емитува емисијата Правда и неправда, речиси нема ден да помине, а во нашата редакција да не се јави некој граѓанин со своји проблеми во правосудството. Токму од тие причини, јас и вечерашнава емисија решив да им ја посветам на граѓаните, на оние обични граѓани кои што сметаат дека се обесправени и никако не можат да дојдат до крајната цел, а тоа е правдата. Им посакувам добре дојде на моите вечерашни гости, господјата Лидија Лазова, добро вечер, која што дојде од Градско, инаку осудена во предметот Калдрма, која што се надева дека судскиот процес ќе биде обневен и во една фер постапка ќе ја докаже својата невиност. И од мојата десна страна, господинот Джелал Шаипи од Тетово, кој е во една поинаква улога, тој е тужител во судски спор, го добил судскиот спор пред судските органи, но тоа како да не е доволно за да ја оствари својата цел и да го врати, да ја врати целата состојба во првобитна ситуација. Господине Шаипи, вие ќе ми дозволите прво да ја дадеме предност на дамата. Сигурно. И господјата Лидија да ја раскаже својата приказна. Господја Лидија, вие бевте дел од Калдрма. Овој случај важи за еден од најобемните судски процеси во кој што беа обвинети 86 лица заради издавање лажни фискални сметки на патарините. Кажете ми кога бевте уапсена и што ви се стави на товар? Случајот Калдрма започна на 1 декември 2011 година. Тогаш не беше апсењето. Вкупно 86 луѓе, колеги. Сите бевме приведени и сите бевме ставени во притвор. Дали апсењето беше во оној стил со многу помпа? Например, за мојот случај не беше, мислам, не се случи тоа така. Директно пред зграда дојдоа, само ми кажа да се јавам во полициска станица, со полициско возило ме однесоа, меѓутоа за другиве колеги што биле на работа ги апселе така поспектакуларно, инаку со лисици се, а кога не донесоа тука во Скопје, сите бевме исто со лисици, бевме сликани, снимани и така. Обвинението за овој случај беше испишано на 400 страници и во него се тврдеше дека вработените во јавното предпријатие Македонија Пат преку фалсификувани патни сметки организирано цели 3,5 години ја оштетиле државата за 1,8 милиони евра чинам. Кажете ми, како го гледате тоа што вие бевте осудени во една брза постапка од нецела година и од она што можам да го видам како материјал од тоа време, сите 86 лица добија затворски казни? Да. Од сите 86 со основаното сомнение, сите 86 бевме осудени, само бевме осудени за злоупотреба на службена должност
и злосторничко здружување. А ние не бевме во моментот кога бевме приведени, не бевме државни службеници. Тогаш ни ги носеа во притвор да ги потпишеме договорите за државни службеници. Пред тоа имавме договори само за инкасанти, обични работници, например инкасанти. А не го неа по тој член 353 за злоупотреба на службена положба. На колкава казна бевте осудена и што се покажа за време на судскиот процес? Дали и во вашиот случај имаше заштитени сведоци, презентирање на материјали од примерки? Ја бев осудена на 3 години и 4 месеци. Од тие, вкупно од тие 3 години и 4 месеци, во притвор бев 93 дена во Битола, а останатиот дел во куќен притвор и на крајот 2 месеци и 20 дена уште во Идрисово. Како го памтите тој период во притворот во Битола? Притворот во Битола беше нешто не може да се опише. Услови никакви, многу ладно, темно. Тоа беше една од најстудените зими. Да, најстудените зими. Минус 27 беше температурата, ние немавме грејење. Ја бев сама жена таму во притворот со другите беа сите мажи и бев сместена во самица. Во самица темна, мала, 2 на 2 дали имаше самицава, а висока, светло не идеше доле, например, до креветот да може да читаш или нешто. Беше многу ладно. Храната беше многу слаба. Каков беше третманот на затворската управа кон затворениците? Третманот, не знам како да кажам, од толку вработени таму, мислам дека во една смена некако пореално ги гледаа работите, се однесуваа, да речем, човечки. Оти беше многу ладно, јас им барав топла вода. Така и се топлев и така мислам дека преживеав со тие шишиња од топла вода. А другите смени не сакаа да слушнат ни за топла вода, ни за нешто друго. Многу лошо се понашаа спрема нас. Многу некоректно. Колку време поминавте во затворот во Битола? Во Битола бев 93 дена, а 94-тиот ден паднав во купатило на бањање и си го скршив колкот. И потоа бевте однесени на болничко лекување? Да, бев пренесена тука во Скопје на клиника, на операција и 4 штрафови по 8 сантиметри ми вградија во колкот. Тие неколку денови во болница со мене беа командирите, ме чуваа во болничката соба. На моите не им дозволуваа да влезат да ме видат или само ако зирнат и нив им беше страв да не им се случило и нешто и нив да не им направиме проблем со работата, им викаат тргнете се подобро, да не бидете тука, не смееме да ве пуштаме да ја гледате. Ја бев таму сама со нив. Да, остатокот од издржувањето на казната, предпоставувам, го поминавте дома. После, ми дадоа куќен притвор. Не ми дозволија да одам на бањско лекување. Судијата, случајов што го водеше Ѓоко Ристов, се смееше во судницата, оти сме сакале бањско лекување, рече да не сакате и во спа центар да одите. И ја останав дома, не можев да се движам, не можев и патериците да ги ставам, бев многу ослабена, не можев да станам. И така. Останав без тоа. Да, сега, господине Шејпи, вашите проблеми се од друг тип. Кога почнаа вашите проблеми? Моите маки проблеми почнаа од кога дознав и видов дека соседот почна да гради еден објект пред мојата куќа. Вие живеете на главната улица во Тетово? Јас сум од Тетово
живеам во центар, така да речем, во Тетово, улица Кузма Јосифовски Питу, тоа е некако во центар на градот, кај што имам направено семејна куќа 1982 година, така да и пред мојата семејна куќа има тротоар. Јас ќе ја замолам сега режијата да ни ги покаже ширина и фотографиите. Вие донесовте во нашата редакција фотографии за да добиеме и да имаме представа. Еве, гледате на екранот. Сега мојата куќа е позади. Белата, во позадината, да. Ова е изграден објект на самиот тротоар и на половина од мојата изградена куќа 1982 година. Ова е интересна фотографија. Видите сега, тоа е изградено и оставено е за да поминам да влезем во мојот влез. Во овој влез со некако 80 сантима. Кај што не можем да влезам или нешто да пренесам. Еве, да кажеме, ако сакате да се подновите со нов мебел. Ова една столица не можам да ја пренесам. А што е и редно и ако умрам, па не можат како и да ме изнесат од таму, ја не знам како ќе ме изнесат. Добро, еве, тоа е драстично, меѓутоа да речеме да треба брза помош да дојде. Не може од каде да видите каде е изграден објектот, значи и мојата куќа и тротоарот се е зафатено. А колку од вашиот простор е узурпирано? Значи претходната слика покажа како претходно било, ако може да се вратат, значи претходно е вака. Вака било постојано, од тој шупа, да наречам, излезене уште 9 квадрати напред и цел тротоар е ватреве, сега вака излезат. Предпоставувам со соседот... За мене е оставено така, со 80 овој сантиметри. простор само за влегување. Да. Предпоставувам, уште додека беше објектот на вашиот сосед во градба, пробавте да се разберете човечки. Не со него, нема што да се разберам со него, бидејќи ми узурпира уште еден дел од мојот, што стои уште во имотен лист, дел од мојата куќа, измеѓу две куќи, 16 квадрати, него бев до самата општина да видам како е дадено тоа одобрение. Одобрението е дадено луп-дуп направено со некој фалсификуван потпис за моја согласност, кој што се утврди со со другите, што ги имам потписи на другите документи. И од тој момент почна вашата судска сага? Судска сага почна. Колку години трае? Значи, он почна 1912 година почна да гради. Во времената марка што дадовме, во Тетовскиот суд основен добивме дека не може така да се гради, мора да ги руши тие столбовите и да ме овозможи слободен влез. Едим судските, како што знаете, судовите што прават, го вратија назад предметот и на поново судење ми рекоа дека не било за вознемирување, туку било за смеќавање. Од кој го преземав јас мерки за смеќавање и добив извршно решение од основен суд Тетово, кај што мора да ми се овозможи, да се руши и да се овозможи влез за мен. Предметот е извршно правосилно. Извршна клаузула, правосилна, меѓутоа... И дадовме на извршител. Извршителот, Звонко Мисајловски, од Тетово, 2 години го држа мојот предмет. Со какво образложение? Па не знам, мене не јасно некој објаснување, бидејќи јас не сум ни правник, не знам сите правни действија. После 2 години како реши да презема некој действија, дојде на лице место со асистенција на полиција и по негово кажување се повлекува и полицијата што дојде како асистенција и извршителот. Мене ми каже дека имало јавување од Скопје, од моќници, од политичари, кои што ги... Дали за вашиот проблем беше известена општината? Општина Тетово? Да, општина Тетово беше известена. Они направија по наредба, значи, на градоначалничката направија интернетна ревизија
еве што го имам нивната интерна ревизија направено, стои, кај што укажуваат дека има 4 грешки, неправилни грешки направено при градење и ги имаат штиклирано, пак нема преземено ништо. Советување дека ќе се преземе мерки, ништо од тоа. Имам известено за извршителот во комората на извршители. И јас сега на телевизија јавно прашувам зашто постои таа комора, ако не презема никакви действија. Извршителот неќе да изврши предметот 2 години добро, ми држи. предметот не го дадовте на друг извршител, Јас кој кога го веќе зедов, кој го видов дека овој не сака ми кажа лично дека нема да го спроведе тоа. Зошто не решение? сака да го спроведе, Затоа се што плаши? се јавувал, се плаши. Така. Се јавувале со закани од некаде. Јас не знам точно, претпоставувам од Скопје и да го земам, преземам предметот и да го предадам на друг извршител. Така ме ставија во игра, кај што ја правните работи баш не ги ни разбирам. Го земав предметот од овој извршител, го дадов на друг извршител. И после тоа испадна дека било застарено предметот, не сум смел така да го направам. И сега, што ви преостанува друго? Сега ми преостанува вака, благодарение на вас, јавно да кажам и не знам што да правам друго. Кажете ми вие што да правам као новинар, као телевизија, кај да се обратам, бидејќи сум поднал представка и до судски совет, до обдусманот, до адвокатот, до канцеларијата на председателот Ѓорѓи Иванов, до владата имам представка поднесено. Дали од некаде имате одговор? Немам уште нигде од никој одговор, никој добиен. Господинот Шаипи го спомна омбудсманот. Реагираше ли народниот правобранител во вашиот случај додека бевте во притвор? Па ние додека бевме во притвор, нашите поднеле барање до народниот правобранител и дојдоа во притворот не посетија. Ние зборувавме со нив кои се проблемите, што се случува таму, колку е ладно, колку се неподносливи условите. И после неколку денови дојдоа пак да не прашаат, во меѓувреме, од кога дојдоа представниците од Народен правобранител, во затворот се случи, мислам, нешто, не знам како да опишам, што беа на командирите таму, стражарите, почнаа поинаку да се понашаат, не давајте ни вода, ни нешто што треба, цело време викаа да биде тишина, глас да не се слушне. И кога дојдоа другиот пат, за да не прашат дали се подобриле условите, дали е потопло внатре, како е храната, како е лекарскава грижа, јас ништо не им кажав. Ме прашуваа зошто се повлековте, се уплашивте дека можеби доколку ја кажете вистината, уште полошо ќе поминате во притворот? Да. Ништо не кажав. Ме прашаа дали ви се закануваат нешто. Не одговорив, реков нема што да кажам и толку. И не добивме, например, ништо од Народен правобранител или семејствава наши не кажаа дека имало некоја изјава или нешто да се спомне за притворениците што се во Битолскиот притвор. Во фоајето пред да дојдеме овде, вие ми рековте дека многу се разликуваат сегашните судски процеси од оние во ваше време, дека тогаш ниту медиумите толку се интересирале за вашиот случај, ниту пак третманот на адвокатите бил таков каков што е сега. Тоа е, мислам, точно како што гледаме, например, по медиуми, како се одвиваат овие судски процеси и како се одвиваше нашиот судски процес. Кај нас, например, од 86 обвинети, секогаш на секое судење бевме присутни сите. Отсуство немаше. Адвокатите, еве, например, иако слушат, знаат и кои се како се одвиваше судскиот процес, и адвокатите не смеа да зборуваат, да се докажат или да искажат нешто на забелешка дали на обвинителот, дали на судијата. Така, кажете ми, рековте дека
се тоа остави последици на вашето здравје. Но колку тој случај влијаеше на целиот ваш живот? Многу. Колку често Не се спомнувате на тој период кога бевте во притвор, на судскиот процес? Не можам тоа да го опишам, например, во почетокот тие првите денови, години ми се случувало, например, и кога спиев во топло дома, например, топла просторијата спијам, јас се тресев од ладно, од што имав траума, од тоа толку ладно што беше во битолскиот притвор. Ќе ве прашам двајцата едно прашање. Вашите приказни се многу различни. Меѓутоа, она што е нишка која што спојува, дали имате впечаток дека до правдата тешко доаѓа обичниот човек, доколку нема никаква заштита политичка или од некаков друг центар на моќта? Вие рековте дека се сомневате дека целата работа околу вашиот случај е стопирана или запрена заради некакво телефонско јавување. Да, точно така. Точно е така. Имам потрошено многу пари, како обичен, што не разбирам од правните, овие лавиринти, да речем, не знам како да ги наречам. А да не кажем дека имаме немир и во семејство, и во здравјето, не влијае. А за политикава се меша секаде, тоа е точно. Со мојата, видите, сите кажуваат дека сум управо, ова не може да биде што е направено, а никој нидека не помага. Како на тоа гледа и колку со вашиот проблем и семејството е преокупирано? Многу, како да, не знам како да го искажам, толку многу имаме немир во семејството. Не кошта многу тоа. Многу често во нашата редакција и на отворените телефони се јавуваат граѓани и тврдат дека затворите се полни со луѓе кои што не можат да платат, а дека на некој начин оние кои што се материјално обезбедени полесно доаѓаат до правдата. Имате ли вие таков впечаток и дали во вашиот конкретен случај постоја разлики и во... Постоја разлики во притворот, мислам дека немаше разлика, не се случува мислам такви работи како што сме слушале например во притворот во Шутка, дека и телефон или нешто. Во битолскиот притвор такво нешто немаше, не постоеше. Во битолскиот притвор кај нас храна од дома, домашна храна не смеа да ни носат, јадевме само од таа храна. Добро, тука на некои ексклузивни затвореници во изминатиот период, од хотели им се носеа. Да, ма без разлика и на тие и на колегиве наши, и на обични, например, притвореници, тука во Шутка им беше дозволено тогаш и домашна храна да им донесат. А кај нас во Битола тоа не смееше да биде. Како го поминавте куќниот притвор, кажете ми? Куќниот притвор, многу тешко. Многу тешко со рехабилитација, додека почнав да продам, да станам, со патериците низ станот. Ми дозволуваа на физикална терапија, почнав да одам. И така, тешко, со болки. А сакав да напоменам за тоа што рековте дали има разлика, дали обичен или некој друг. Например, кога стасав во затворот во Идризово, ме остануваа мене уште 2 месеци и 20 дена за долежување на казната. Од приемниот дел, например, за 2 месеци останати, мене не ме ставија во отворениот дел, имати отворено оделение, ме ставија во затворениот дел. А имаше, например, некои со поголеми казни, што ги става во отворениот дел, наместо да ги стават во затворениот. И значи, тоа не сум видела, ама може секој да заклучи дека сигурно има нешто што таков затвореник го стават во отворениот дел, а некој со 1 месец, 2 за долежување на казната го ставаат во затворениот дел, кај
потешките затвореници и помалку време на отворено, само 2 сати во денот. Да. Господине Шаипи, колку е тешко чувството да знаете дека сте во право, а да не можете тоа да го докажете и да дојдете до целта? Па немам зборови како да ги искажам, не знам како да ги искажам. Секогаш добивам се нада дека од сите страни дека сум управо, ме испаѓа дека не сум управо. Од сите судски одлуки ги рушат. Значи, вие во овој момент имате правда на хартија. Еве, правда на хартија имам, да се спроведе не може. Не знам како да спроведеме ова, бидејќи има појака сила што се јавува и го стопираат и ова одлука, извршна одлука, судска извршна одлука, кој што ме ставаат и мене во некои игри, кај што јас не разбирам од правни работи, и после кажуваат дека тоа е веќе застарено, ова веќе вака, она веќе така. Дали во оној момент кога почнавте судска битка, можевте и да предпоставите што ве чека? Апсолутно низ не тие можев. судски лавиринти што ги спомнавте. Сите се чудеа како може ова да се деси, да се гради на тротоар еден објект, кај што во одобрението, еве го стои дека доле му е одобрено 2 автогаражи. Видите вамо во сликата, покажува дека автогаражи таму нема, него има продавница која што продава постелини, што знам јас таму што продава. Значи, ни дозвола има за продавница, а он работи како продавница. Самиот тротоар ви кажувам, дојдите, видите сами да снимите. Во самиот тротоар не може да помине. Младите мајки, например, со колички, со бебиња, мора да снимнат во сообраќајница, на патот, кај што возилата се движат. Не безбедни да Или бидат на тој начин. овие од Комитетот за човекови права да дојдат да видат со тие со посебни потреби, апсолутно не може да поминат. Бидејќи тротоарот е издигнат догоре, сообраќајницата е ископана, самата слика покажува, а вие можете со камери да дојдете да видите тоа, кој што секој кој што го гледа вика не може ова да биде вака. Чудно за градот, не само за мене. Еве за градот ви кажувам. За мене најтешкиот дел е кај што јас не можам да живеам, да действувам. Дали се обидовте за вашиот проблем да ги заинтересирате локалните медиуми во Тетово? Локалните медиуми во Тетово се потруди радио, телевизија КИС. Меѓутоа исто се јавија еден моćник поранешен кој што одобрил без да одобри, еве како што стои во одобрението, тој е бившиот градоначалник Сади Беџети. Значи одобрението е во негово време. Само во негово време и само со неговиот потпис. Значи, а овде го важна една програма што кажавте за инсайдер, беше еден господин кој што каже дека без да помине од урбанизам, овие сите председателот до урбанизам и од 4-5 потписи не може ова да биде валиден. Ова е со факсимил од градоначалникот на Сади Беџети. Така, меѓутоа не ви помогна многу ни промената на власта. Ни промената не помогна. Освен што ветувања има. Дека Имате ќе ветување. биде, да, тоа не може вака да биде. Не смее вака да биде. И така да радио телевизија КИС ми кажа дојде новинарот Булевски и снимаше, меѓутоа не смеше да пушта затоа што пак кажувам дека се јавуваат моćници, се јавуваат други луѓе кои што и затоа сум тука и да искажам барем јавно мојата мака или барем да видам да ми каже некој кај да се обратам, што да правам, да ја запалам куќа, не да си заминам. Не функционира куќа да не функционира. Имам 2 синови, кај да поминеме, како да живееме тука. Јас сум со век и векова тука на таа куќа. Од дедо, прадедо, дедо. И значи во овој момент, освен што имате некаква морална сатисфакција дека сте во право, практично вие не можете објектот да го доведете во правобитна состојба Никако. и Тоа ми покрај треба. тоа што ви е нарушено правото на владење, така. Не можем да искористим правото на владење апсолутно. Кажете ми во изминатиот период,
Сите медиуми се полни со судски процеси. Судството стана врвен приоритет во државата. Да, меѓутоа Дали се обидовте, еве вие, господјо Лазова, за вашиот проблем да го алармирате специјалното јавно обвинителство, да прашате дали во времето кога се случил тој настан, дали воопшто постојат бомби? Ние поднесовме документи до специјалното јавно обвинителство, мислам барање да се испита. Од колегите побарале документи за случајов се што имаме од пресуди, од делото и тоа се случи некаде минатата година и уште немаме одговор. Исто така во Страсбург се има поднесено барање и од таму чекаме потврда да видиме што ќе се реши. Барањето во Страсбург се однесува на притворот или на нешто друго? Барањето во Страсбург се однесува на материјалната штета, на бројачите, на утврдена, например, штета по Како беше инкасант. утврдена штетата од 1,8 милиони евра? Не знам, изгледа произволно, како мислеле они така ја утврдиле. Инаку тие бројачи се, како што кажуваат и стручњаци, сите се за мерење на возилата што поминуваат низ патиштата, а не пред кабината, например, ке ние што наплаќаме. Да се знае како што наплаќаш во кабината, дека пред тебе поминало возило, дека не си наплатил. Не може тој бројач да го брои возилото што е пред тебе. Да, И некоја така од Страсбург барањето е за тоа. Оти претежно, например, барања за притвориот имало повеќе и колегиве така решија се произнесе за случајот Змиско за око. колегата, да. А на некој начин вашиот случај се смета како продолжение на Змиско око 1 и Змиско око 2. Меѓутоа, она што е интересно во целата оваа ситуација, Змиско око се врати на почеток, Змиско око 2 не ни почна со судење, а Калдрма заврши експресно. Експресно. Каде ги гледате мотивите? Имаше докази доволно, признание на вина или како се случи сите 86 души да бидат прогласени за виновни? И практично најголемиот број на казни се движат околу 3 години. 3 години, на 3 години, бидејќи сите не окарактеризираа како државни службеници, а ние не бевме државни службеници. Дали тоа сметате дека ќе биде некаков основ за обновување на постапката? Ја мислам доколку ако се работи по закон или законски, би требало само заради тој услов да се повтори делото, да видиме кој навистина има направено грешка, кој е виновен, кој не е виновен, да се утврди вината или невиноста на некој од колегите. Колку ве фрустрира тоа што во последниве месеци многу се зборуваше околу нефункционирањето на правната држава, за принципот на неказнивост. Еве и државата на некој начин и високите функционери на власта влегуваат во некои процеси со амнестија. И дали тоа значи дека принципот на неказнивост и натаму е на сила? Па доста многу. Ние гледаме дека не фрустрира тоа што, например, на крај крајва даваат амнестија само на моćници. Ние обичните луѓе вака ќе страдаме по судови, по адвокати и не можеме да ги оствариме своите основни права. И не знаеме кај да се обратиме, што да правиме. Државата очекуваме од некој... Доколку имавте некаква партиска заштита? Па не верувам дека партиска заштита би помогнало многу, затоа што тука не се работи за нешто во однос на партиско, него се однесува во нешто материјално. Се сомневате на корупција? Апсолутно. Корупција е 100% тука. И
што да кажем, не можам јас да речам дека тој другиот е некој друг моćник од партиски или од друга ова вера или нација, него само ние сме исти, обични. Ако он има многу, добива заштита, покажува тоа дека каде е заштита, од каде ги добива теа заштита. Добро, господи Лазова, како малиот човек, ова не е пежоративно кажано, туку обичниот човек може да се справи со институциите кои што треба да бидат во функција на граѓаните. На сите политичари устите им се полни со правна држава, со владење на правото. Па не само ние, например, што сме биле осудени или што сме ги виделе тие судски лавиринти, притвори, затвори, и обичните луѓе што не допреле до таму се револтирани претежно од последниве случувања, например, што се во државата. Не знам, за обичен човек нешто да се направи. Мислам дека не знам дали може некој да помогне. Еве сите ние во јавноста ги гледавме снимките од 27 април. Да. Меѓутоа, политиката успеа заради некои своји цели да ослободи некои луѓе од вина. Дали тоа значи дека обичниот човек се чувствува немоќен? Па нормално. Нормално, обичниот човек е немоќен. Немоќен е кај нас, например, од првата, основната пресуда од Основен суд, пресудата од апелација, од збор до збор, цело исто препишано, ствари препишано е цело. Нема ништо ни намалено, ни зголемено, никаква разлика во пресуда. Во еден збор да има разлика. Мислам, не знам како да го објаснам тоа како се работело. Дали и покрај се верувате во правната држава и во институциите? Па се надеваме дека ќе се поправи нешто. Слушаме дека ќе бидат некои реформи, Ние мора да се надеваме на подобро, иначе вака нема да бива ништо. Што ќе биде ова крајно вака? Очекуваме некои подобрување или измени во законите. Господи Лазова, какви се шансите да дојдете до правдата? Па се надеваме. Пред 2 емисии мои гости беа од Комитетот за заштита на правата. Не знам дали имавте прилика да ја гледате таа емисија. Тврдат господата кои што беа мои гости, а кои што имаа многу големи надежи во владиниот заклучок од минатата година, од 15 мај, дека работите ќе тргнат на подобро. Да се надеваме, ние ќе чекаме. До кај ќе стасаат работите, ќе видиме. Дали сте во комуникација со некој од вашите колеги од Калдрма? Што правите вие сега во моментот од она што го знаеме како сознание во времето кога се случи тој настан? Вие сите со заминувањето во притвор останавте без работа? Да, така. Без работа. Дали може би тука и ги гледате и мотивите, бидејќи тие места беа веднаш и пополнети? Да, веднаш пополнети, со политички кадри. 86 луѓе, 86 нови вработувања. Ние сите во затвори, во притвори и дома. Како гледате, господине Шајпиеве, сега дури и председателските кандидати многу зборуваат за владење на правото, за функционирање на правната држава. Како се справувате со вашите деца дома? Јас веќе губам доверба во све. Значи, самите ние бараме од председателите, кандидатите за председател или партиските, бараме нешто што они ни ветуваат дека ќе направат. И сега се ветува све. Најмногу пред избори. Па да, меѓутоа после тоа веќе се паѓа во вода. Ништо од тоа нема. Барем до сега не било така. А се надевам дека ќе се освестат
бидејќи сме веќе во некој пред НАТО или пред Европска Унија, овие да не се дешаваат вакви што се дешаваат. Многу наши сограѓани, не велам дека тоа е со вашиот случај, меѓутоа, општо, во тие моменти на немоќ и одење од една врата на врата, многу често се обраќаат до странските амбасади. То кога мислите дека своите права ќе очекуваме да ги оствариме со помош на странски притисок? Некако во државата како ништо да не можеме сами. И како да сме навикнати под притисок да делуваме и институциите да функционираат така. Ви се случило ли во еден момент да размислувате дека можеби треба за вашиот проблем, колку и да, предпоставувам вам ви се чини најголем и сериозен, меѓутоа да ја запознаете и меѓународната заедница? Па не знам колку може тоа да влие, бидејќи јас како што гледам, барем во мојата средина и во кругот, сите се со некои проблеми тешки, кои што ако ги донесеме од странците, треба вечето да останат тука да ги средат нашите проблеми. Нема така едноставно да се направат. Така предпоставувам. Да. Господја Лазова, како го поминувате вие времето во очекување да дојде правдата? Со што се занимавате во моментот? Како живеете? Колку им верувате на политичарите дека ќе направат нешто за да подобрат состојбата на обичниот граѓанин? Треба да се надеваме дека ќе биде подобро, меѓутоа ние, например, од Калдрама чекаме, кај нас, например, не се работи за да ја обвинет некој дали политичар или некој моќеник. Секогаш излегуваат случаи што имаат повеќе приоритет и јавност и медиуми се запознаваат, например, тоа е на тема, например, на ден, на месец. Тие случаи се решаваат, нашите за обичните луѓе, дали ќе дојде ден, ќе видиме. Имате ли чувство дека политиката и политичарите се занимаваат со големи теми? Да. А малите теми дека се некако оставени настрана? Јас мислам дека највеќе влијаат во сите одлуки политичарите. И во судските, и во другите, во сите, и во вработување, и во секој сектор, да наречам што закате, политичарите и политиката влијае. Кај нас барем така јас гледам. Да, кажете ми, вие имате возрастни деца? Имам возрастни две машки деца. Дали го гледаат тие, ја гледаат својата иднина во оваа земја и во животот? Не гледаат иднина во оваа земја. Они со прва прилика и со моја укажување да си заминат од тука што побрзо. И вие ги охрабрувате за такво нешто? Јас ги охрабрувам да одат, затоа што треба да живеат живот. Тука не е животот за живење. Што најмногу ве разочарува, еве, како обичен граѓанин, освен, скоро, не знам што да напоменам, скоро све. Секаде све. Во кај да најдеш, политиката влијае. Политиката и политичарите влијаат на све, буквално на све. Колку вие сте албанец, вашите проблеми ги имаат и многу македонци и други граѓани. Колку тоа не прави во неправото, во тие некои ситуации кои што влијаат на нашиот живот? Јас јавно ќе кажам, нема ни една врска со кој е од која вероисповест и кој од која партија игра некој друг корумптивен интерес. Така, никој не гледа што си ти, кој си, дали можеш или не можеш да имаш пари или немаш пари. Тоа гледаат. Дали има интерес или нема интерес. Ништо не ги интересира. Нема се зборување дека некој албанец, некој македонец. Врска нема тоа. Како го гледате тоа што политиката по потреба ги отвара тие теми што се за патриотизам, за национализам и наводно заради заштита на својата етничка заедница се прават некои Па они увидува не дека
дека има тоа интерес, корист, па го кажува тој некој национализам, да го наречам, или патриотизам, видим, после тоа се докажува дека тоа немало врска со тоа ништо, само да се дојде до целта, затоа е тоа така направено. Иначе нема врска со тоа. Да, јас ви благодарам за вашето учество во емисијата. Господине Шејпи, ова беше ваше прво јавно истапување во јавност, меѓутоа се надевам дека не беше ни тешко ни страшно, макар што не секогаш е пријатно за сопствените проблеми да се зборува, меѓутоа тие најчесто зборуваме за нив во моменти на немоќ. Се чувствувате ли вие немоќен? Се чувствувам многу немоќен. Тука сум роден, има изроден двајца синови, мојот татко и дедо се родени тука. Отворено ви кажувам дека се надевам и очекувам двајцата мои синови да не останат тука. А јас више немам време кај да заминам, веќе годините направија дека не можам да заминам. Иначе јас би заминал одма. Не е вака да се живее. Да. Сакаме подобар живот, може да го оствариме ние подобар живот, не сакаме богат живот, сакаме правда. Нели беше нема правда, нема мир. Каде е таа правда? Како да ги оствариме ние самите таа правда? Кажете ми вие. Иначе, сакам да ви се заблагодарам. Се извинувам, бидејќи јас и не го знаем јазикот, правниот јазик. Зборувавте со јазикот разбирлив, да, со јазикот на неправдата и мислам дека вашата порака стаса и до нашите гледачи, се надевам и до јавноста. Лично на вас и на вашата телевизија. Господи Лазова. Јас сакам да ги поздравам сите колеги, не само од Калдрма и други кои биле во притвор. Ќе дојдат ли подобри денови за оние кои што сметаат дека се жртви на монтирани судски процеси? Да, тоа сакам да го кажам, да се надеваме дека ќе биде подобро, дека ќе слушнат институциите, ќе слушне и власти, и одговорни лица, дека треба со тие случаи да се позанимаваат, исто како што се занимаваат и со поголемите случаи, да речеме, и со големите и со големите теми, и животот и на обичните граѓани е важен колку што е важен на некој моќник или на некој друг. Дали верувате дека политичарите се сетуваат на обичните граѓани само пред избори? Само тогаш се сетуваат. Значи, после тоа не заборават, а можда и ние сме криви за тоа. Затоа што во предизбориите, ние што бараме, они ни ветуваат дека што сакате, мост, куќа, пат, тротоар, све ќе ви да правиме. Ама кој доаѓа од това, забораваат. Не прават од тоа ништо. Тоа беше се за вечерва. Ви благодарам за гостувањето и тоа што сакавте со нас да ја споделите вашата приказна, која колку и да е таа тешка и непријатна и комплицирана. И неопишлива. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Продолжете да ја следите програмата на Еден ТВ и другите наши содржини до крајот на денот. А ние се гледаме овде на истото место, во истото студио за 7 дена. Имајте убава вечер. Пријатно.